мирна глава. Секогаш кога сум дискутирал со луѓе за државни работи, не ми било јасно како некои ликови немаат страв кога прават криминал. Никош не ми било јасно тоа. Не ми било јасно како се спремни на било што за да се докопаат до државни пари или државна позиција. Никош не ми било јасно тоа. Така што јас сум си сега свој на своје, буквално. Еве, неколку години сум професор, втора година декан сум на факултет, сега ќе ми го укинува факултетот со новиот закон. Госпожа од Северна Македонија, Весна Јаневска. Да се надеваме дека не е тенденциозно, меѓутоа мислам дека има дел и тенденција, но и тоа е небитно. Никош сум немал врски грб да бидам професор на државен факултет, како што тоа многумина од нив го имаат како привилегија, па после си ги вработуваат своите деца, па после нивните деца си ги вработуваат нивните деца и така 3-4 генерации ја држат државата, односно тезгите во државните факултети како за нивни приватни и сега им сметаат приватниве факултети. И умеѓувреме после се чудат зашто Македонија нема со државните универзитети на Шангајската листа. Значи, буквално нашето образование поради таквиот пристап се сведе на джоук, на смешка во цел свет. Еве, I dare you, ве предизвикувам, најдете друг професор во Македонија. Може да ги има на прсти, не викам дека нема ни еден. Али во државно да биде, кој што своите предавања може да ги направи и своите тези, теории да ги направи достапни во видео, материјали и онлайн. Сите се кријат со научните трудови, препишуваат едни од други, се ставаат по 5 по 10 луѓе на научен труд за да проформа ги исполнат барањата за да напредуваат у професорските звања. Значи таму видов корупција која што е неверојатна, можеби и најмногу изразена. Но зборам на државните факултети. Па после од таму привилегирано се кооптираат во партиите, па од партиите во министерствата и во парламентот. И после се чудите зашто нема држава. Немојте да се чудите. Тоа беше инаку неам ситно и тема на последната 100-та епизода на Cyber Команда во која што обидов да направам некаква ретроспектива на тие 100 епизоди, но и на моите спомени, сеќавања на последните 35 години стагнација, деградација и пропаѓање на нешто што во 90-те сметавме дека ќе биде една фина убава држава на македонскиот народ. Ништо од тоа. 35 години подоцна, ништо од тоа.